Илиев помина повеќе од една година од како беше основан и почна со функција доброволното противпожарно друштво од Кочани. Лична оценка после овој период. Дали ги оправда очекувањата и ги потврди причината поради која што беше формирано? Да, веќе година и некој месец како нашето доброволно противпожарно друштво функционира во склоп на територијална противпожарна единица. Па ако се вратиме година дена наназад, од кога ја презедов иницијативата за формирање на друштвото, реално ни не очекував дека ќе имаме вакви резултати, дека нашите цели пропишени отпосле од како се формиравме, еве за година дена ќе ги оствариме во целост. Меѓутоа, сето тоа дојде од целата наша сплотеност, од нашата позитивна енергија, од оној голем ентузијазам да ова друштво ги оправда своите цели, мисија и визија за која е формирано. И лично јас сум задоволен од постигнатото. Голем дел и од членовите исто така генерално сме задоволни од постигнатото, со тоа што ние во минатава година бевме активни речиси на секое поле. Значи, од овде не ни беа главна преокупација само пожарите, ние како друштво имавме и други најразлични активности, како што се пошумување, на неколку локации и неколку пати се пошумуваше над Бели, делот каде што гореше пред 3 години. Потоа исто така бевме вклучени во акција во Берово, каде што лани беа исто така зафатени од големи пожари. Потоа се појави една идеја за формирање една екипа која ќе дарува крв. Значи се формира 4 крводарителски акции во нашето постојање во година дена и некаде околу 42 единици крв се собрани на неколкуте, на 4 редовни и неколку вонредни крводарителски акции. Потоа исто така интервениравме на неколку поплави во Спанчево, во Виница, во центарот на градот. И со тоа доброволното противпожарно друштво со своите членови се наметна како еден нов јавен сервис на граѓаните и на општина Кочани. Одговаравме буквално на секој повик онаму каде што беше во рамки на нашите можности да одговориме. Така да, уште еднаш, да, јас сум задоволен и генерално го пренесувам задоволството на сите членови од досегашното работење и од досегашното постигнато на друштвото. Можам да кажам како новинарски впечаток дека уште од самиот старт бевте сериозно сватени од институциите во општината па и пошироко. Добивте објект за кратко време, се опремивте, возило обезбедивте со донација до душе и на тој начин можевте уште веднаш да почнете со работа. Не чекавте да помине некаков подготвителен период. Па добро, од самиот старт јас стварно не можам да го имам впечатокот на другите. Ние сега се запрашуваме какви сме биле, како сето тоа изгледало во очите на граѓаните и на сите останати. Меѓутоа, стартот беше пред се подржан од самата локална самоуправа и од територијалната противпожарна единица и тоа беше многу битно, односно можеби и клучно за целото наше понатамошно функционирање. Зошто? Затоа што нашите први обуки, нашето прво запознавање со целата оваа проблематика која потоа во иднина се среќававме, ние пренесоа пожарникарите професионалци. Значи, најпрви се почна со една теоретска настава, теоретско запознавање, што сето тоа значи пожар, какви видови на пожар, врсти на пожар, гасење на пожар, па се до практичната вежба кога етапно се запознававме со сите нивни возила и нивното функционирање на истите.
Добивте и поддршка од државата во делот на обуки и полагања за да добиете сертификати за да можете и навистина да се придружите и сериозно да одговорите на задачите. Да, по барање на општината, испратено до Дирекцијата за заштита и спасување, беше извршена обука од страна на Центарот за обука на Дирекцијата за заштита и спасување, која беше во два дела, теоретски и практичен. Теоретскиот заради пандемијата беше онлайн изведен, но практичниот го изведовме на местото пресечена скала, каде што ни беа презентирани тактиките, оние најосновните за гасење на пожар и заштита и превенција од пожар. На почетокот кога го објавивте повикот за пријавување доброволци, волонтери кои што би членувале во доброволното противпожарно друштво, имаше голем број заинтересирани и најголем дел од нив и се задржаа во друштвото. Колку во моментов броите и дали ангажирате и нови лица? Да, по објавениот повик на социјалните мрежи имавме пријавено околу 50 на кандидати. Сите тие 50 на кандидати ден денес се членови на доброволното противпожарно друштво, меѓутоа ние ги поделивме на активни и на неактивни членови, односно една врста логистичка поддршка. Ја формиравме интервентната единица која за нас беше приоритет, а тоа се тие 25 членови кои активно и 24/7 се на повик за интервенции. Ние, наша идеја, односно, беше овој број од членови да го зголемиме уште во март месец, за да бидеме уште по-спремни и уште по-подготвени за она што ќе не очекуваше во летните денови. Но Советот на ДПД Кочани одлучи дека не сме подготвени да примаме нови членови од причина дека не можеме да ги униформираме, односно немавме лична заштитна опрема за нови членови. Таа опрема што имавме беше секој обезбедена од донации и беше само за веќе постоечките членови на интервентната единица. Често онака низ град ме застануваа луѓе, ме прашуваа кога ќе има, може да се пријавиме, не. Сите одговори беа негативни се до моментот пред 2 месеци кога одлучивме дека сме спремни за нови членови, дека веќе имаме добиено поголема количина на лична заштитна опрема за нови членови и на новиот повик се пријави околу 20 нови членови, со кои од кои 10 веќе се работи со нив на обука и истекнување на знаење и вештини за гасење и превенција од пожари. Истите тие 10 членови во иднина ќе бидат членови исто така на интервентната единица на доброволното противпожарно друштво. Кратко време по почнувањето со работа на доброволното друштво имавте, така да се каже, огнено крштевање, интервенции со оглед на катастрофалните пожари што се појавија околу Кочани, а во текот на летниот период имавте и можност да интервенирате при поплави. Колку вашите членови сметате дека се веќе подготвени сериозно да одговорат на задачите? Дали се и теоретски и практично извежбани да влезат во решавање на проблемите? Па вака, ние ако сакаме да изнесеме бројки, неколку 60 интервенции имаме во овие изминати година дена. Поголем дел се пожари, најголем дел на отворено, шумски, полски, неколку пожари на затворен простор. Околу искуството. Ова е една проблематика која мислам дека и најискусните пожарникари ќе потврдат дека секој огин си е приказка за себе. Значи, теоријата запишана во книги, во пракса секогаш не излега така. Влијат многу надворешни фактори, како што се ветерот, многу променлив правец може да има на оганот. Тоа јас лично го осетив на своја кожа минатата година во август, кога беше пожарот во Бели. Практично пожарот од Бели до
Кочани дојде за помалку од 5 минути, што е невозможно ни со автомобил да ја поминиш целата таа дестинација. Можам да речам дека кај нас владее многу голема желба за учење, да се надоградуваме, да имаме посоодветни и понапредни одбуки. И мислам дека таа желба ги прави членовите да бидат спремни со предизвиците што ги се соочуваме на терен. Како што реков, секој пожар е приказка за себе и секој пожар не исто се гасе. Така да генерално неколку пожари имавме, се соочивме, рака на срце до сега немаме ниту еден повреден, немаме ниту една критична ситуација во која наш член или некој од професионалците е бил доведен во ситуација да биде животот загрозен. И можеби тој факт покажува дека работата е била завршена онака како што треба. Добивте и подршка од општината, рековме објект, меѓутоа и финансиска. Можеби минимална е за навистина големите потреби што ги имате. Дали и за наредната година очекувате финансиска подршка, па и помош во обезбедување облека и друга опрема? Од самиот почеток морам да кажам дека комуникацијата со општината беше на едно завидно ниво и големи мери секогаш позитивно. Секогаш позитивно се одговараше на нашите барања. Можеби нашите барања биле во рамки на можностите. Меѓутоа, во однос на програмата и издвоените финансиски средства од општината за оваа 2022 година, ние се уште ги немаме добиено. Програмата беше влезена во ребаланс, но за жал можеби поради целокупната глобална енергетска и финансиска криза, општината досега нема одговорено. Меѓутоа ние сметаме дека сигурно не се возможност и до сега ние немаме средства од добиено од општината. Сметам дека за наредната година, веќе уредно исто така поднесена програмата за 2023, сметам дека за наредната година заслужуваме и треба да бидеме дел од буџетот на општина Кочани. Во досегашното функционирање ДПД Кочани функционираше исклучиво од донации од физички и правни лица, од Кочани, дел од Виница и дел од нашите иселеници од странство. Ова прилика ќе ја искористам да ги поздравам сите оние наши иселеници кои во првиот момент кога ја објавив идејата за доброволно друштво, за да се покрене некоја иницијатива, да не биде сето тоа плукање по институциите, вреѓање, напаѓање на едни и на други, ајде нели да видиме што можеме да направиме. Добивав еден куп пораки од иселеници, па дури од Австралија, од Канада, од Европа, од целиот свет, со подршка на целата таа идеја. Меѓутоа, кога друштвото веќе се формира и кога отпочна со функционирање, нели, за старт се најбитни финансиите. И кога побаравме помош од истите тие, да одвојат, не знам, макар и минимални 10, 20, 50, нормално во рамки на своите можности, речиси од најголем дел од истите тие кои првично даваа подршка на целата оваа иницијатива, се одзваа негативно. Тоа беше за мене едно големо разочарување, затоа што факт е дека јас живеев 11 години во странство, имам луѓе со кои сме во позитивна комуникација, со кои се уште имаме блиски контакти, меѓутоа сето тоа не допринесе да дел од тие луѓе или мнозинството не поддржат со да речем било каква помош, не мораше да значи финансиска. Јас добив еден многу убав повик од мој братучет кој речиси не сме толку многу блиски, од Германија на наши изненадување, тој ми се јави од нигде никаде и ми вели има 5 палети опрема противпожарна во аеродром во Хановер, дали ви треба?
секој дека им треба. Ниту побарав нешто од него, ниту ништо, и тој ја гледал целата приказка како се шири во кој правец оди, сам ме побара, сам го организираше пројаздот и за среќа таа опрема стигна во Македонија. Кога се почнува една ваква благородна активност, секогаш има потреба и од опрема, и од облека, и од заштитни средства. Веројатно, се што ќе биде донирано, нема да биде од повеќе и ќе ви помогне за реализирање на задачите. Па види тој, ние секогаш настојувавме да бараме нешто што го немаме. Затоа што дуплите работи што кај нас ќе стојат во магазин, подобро да стојат некаде каде што стварно ќе бидат употребувани. За таа цел, дури ако некој ни понудеше нешто што реално немаме потреба, кажувавме дека немаме потреба, дадете го таму каде што е попотребно. Меѓутоа во иднина ние секако ќе бидеме насочени на тоа да обезбедиме повеќе техничка опрема, затоа што лично заштитна опрема веќе имаме. Значи нам сега ни фалат конкретно приречни средства за гасење на пожар, тоа се метлици, напратњачи. Потоа исто така сакаме да добиеме и опрема за поплави, тоа се пумпи, усисни црева кои ќе бидат од голема помош и цели приоритети за наредна година ќе бидат исто така да се зголеми возниот парк на ДПД Кочани. По постојана комуникација сме со луѓе од странство кои имаат желба, сакаат да помогнат и тоа се реални желби. И мислам дека во наредната година ќе имаме 1 до 2 возила, сигурно, и со тоа фактички ќе успееме целата ова единица, зборувам заедно, ние како доброволно друштво и територијалната противпожарна единица, да ја подигнеме на едно повисоко ниво, да бидеме поекспедитивни, попродуктивни, да одговараме секогаш навремено и уз рамки на своите можности, за да не се доведеме до ситуација да на повик одговореме дека немаме возило, немаме луѓе и слично, и она што се уште е кај нас присутно, да не добиеме некоја епокалиптична ситуација како што беше тоа пред година дена. Тоа е целата поента зошто сме ние овде, зошто ние действуваме, зошто ние така да се изразно си огубиме своето наше лично време за кое до ден денес немаме апсолутно никаков надомест, не сме ни за тоа формирани. Сето ова се прави од преголема желба, од многу голем ентузијазам. Тоа стварно не знам, можеби ќе ни треба уште една емисија да разговараме и да кажеме, да ја пренесам енергијата на нашите членови за да допре до граѓаните како сето ово функционира, затоа што добиваме прашања од профилот, па зошто, па како, па колку ви плаќаат, па дали ви плаќаат, па си го ризикувате животот. И тоа, јас имав еден пост на кој одговорив опширно на Facebook, затоа што не се доведов во ситуација на секој посебно да му одговарам. Сето ова што се прави, пак ќе кажам, од преголема желба, преголем ентузијазам, не само кај мене, кај сите останати членови. Нормално, јас не сум сам, може би почнав сам, но позади мене имам 50 на членови кои ме следат во друштвото, така да можам да кажам дека целата структура на ДПД Кочани оваа година за нас беше најбитна, најтешка, но ја издржавме машки, покажавме дека стварно можеме, дека нашите намери се искрени, дека сме искрени во сето тоа што го посакуваме, и мислам дека во иднина ќе имаме еден уште поголем подем, да речеме, во наредната година и во годините што ни предстојат. За овој дел од разговорот што го снимаме на оваа локација, потоа ќе се преместиме кај возилата. Само уште едно прашање. Подпишавте договори и со соседните општини. Значи, не действувате само во Кочани и општина Кочани, туку и во соседните општини.
Што беше причината да им понудите помош на нив? Причината е многу реална. Причината е затоа што сите општини, Македонска Каменица, Виница, Зрновци, Чишиново, Блешево и Кочани, се факти тоа ни се нама општини со кои ја делиме територијата, значи границите на општина Кочани ги делиме со Македонска Каменица, Виница, Чишиново, Блешево и Зрновци. Многу поголем акцент ставивме на разговорите во општина Зрновци и во општина Чишиново, Блешево. Затоа што тие како мали општини немаат своји единици и ние најпрвин разговаравме дали тие имаат капацитети да формираат едно доброволно противопожарно друштво кое ќе биде од голема корист на самата територијална единица. Знаеме дека нашата територијална единица ги служи во соседните две општини и генерално најголем дел од пожарите на отворено се во соседните две општини. Зошто? Затоа што времето на патување од тука до крајната точка Златовска река кај село Уларци е некаде околу 20 на минути. Доколку би имале единица во општина Чишиново, Блешево со седиште дали во Блешево или во Чишиново не е некоја голема разлика, времето за действување на пожарот ќе биде скратено на половина. И за тоа разговаравме со градоначалникот на Чишиново, Блешево, секој со градоначалникот на Зрновци, да се потрудиме во рамки на нашите можности и во рамки секој на нивните можности да можеме да обучиме луѓе кои ќе бидат членови на нашето доброволно друштво, меѓутоа ќе функционираат како една посебна единица во село Зрновци, во општина Зрновци и во општина Чишиново, Блешево. Имаме позитивни насоки на действување во двете општини и мислам дека голем дел од сето ова кажано во наредната година ќе се реализира, кога веќе има здружување, има збратимување, секако дека тие ќе ги искористат нивните капацитети, ние нашите, да пробаме да издействуваме секоја општина барем да добие по едно возило, кој ќе биде од голема корист, како што кажам, времето на действување ќе се скрати, а целата поента, целата генерално процесот на гасење на пожарот е во тоа да се скрати времето на действување од точката А од појдовната точка кај нас до самото жариште каде што е огнот, затоа што при услови на брз ветер може многу лесно да се целиот тај пожар да се прошири и да се ескалира. Доколку ние успееме да преполовиме времето на действување, во тој случај мислам дека ќе бидеме од многу голема корист со тоа што ќе ги намалиме и трошоците на действување на територијалната противпожарна единица, ќе ги намалиме исто така и трошоците за факт че тоа се расходи, не се троши, туку се расходи на действување и со тоа ќе дадеме еден многу поголем ефект во гасењето и превенцијата од пожари. Затоа што мора да кажеме дека има доста несовесни граѓани кои го искористуваат бесплатниот број 193 за да упатат и лажна дојава. Значи, вработените во територијалната противпожарна единица во своето действување во примањето на повикот не знаат дали дојавата е точна или не. И кога треба да се отиде од тука до Уларци се губат 20 минути во еден правец, 20 минути во друг правец, кога ќе имаш ти возило во Чишиново, Блешево, сето тоа ќе се заврши за 10 минути, доколку да речеме таа единица може да се справи со пожарот, го завршува таа, доколку не ќе побара помош од територијалната единица која ќе биде веќе на готов и ќе знае фактичката состојба на терен, ќе знае со што ќе се соочат и со тоа ќе знаат со какво возило да интервенираат. Ова е возилото што го добивте и кое што во голема мерка ќе ви помогне да ги реализирате задачите што стојат пред вас. Да, стоиме пред возилото кое го обезбедивме од сега нашите добри пријатели од доброволно противпожарно друштво од Тужно, близу Вараждин.
ова е едно возило прилично старо, но за иста таа мера многу сочувано. Возилото од 84 година во прилично добра состојба, располага со две странични витла, располага со усисна и потисна пумпа, имаме 7 места за пожарникарија се превезуваат, располага секако и со рефлектор, имаме агрегат во него, комплетно опремен со сите усисни и потисни црева, но за среќа до сега го немаше своето крштевање, беше употребувано само за вежби, за обуки, но и во целиот тој процес се покажа многу функционално, значи можеме да се пофалиме дека имаме едно солидно возило. Секако во рамки на нашите можности никогаш не замислувавме дека ќе добиеме ново возило, така да и ова и како е од голема корист на нашата единица. Располага со 2 тона вода и со околу 400 литра пенило, така да ова возило може да се користи исто така и за технички интервенции, односно за гасење на автомобили со пенило. Во наредниот период веројатно ќе ви остане и како потреба да обезбедите едно навално возило кое што ќе може да се користи за брзи итни интервенции и на понепристапни места, бидејќи сепак овој камион, би рекол, ова возило не може да одговори на непристапни места, во тесни улици, на ридести површини и така. Ова идеја фактички беше идеја и за оваа година. Значи, наш приоритет беше набавка на еден пикап возило кое потоа ќе биде надограден. Но во светска пракса и во да речеме европска пракса, тие возила се многу малку достапни. Значи, затоа што во Европа и насекаде во светот е многу развиена хидранската мрежа. Со тоа што и знаете, самата инфраструктура, улиците се многу пошироки и слично, тие действуваат претежно само со камиони. Нашата идеја беше издржана за набавка на едно возило пикап, затоа што знаете дека ние во градот Кочина имаме доста тесни улици кои не би биле проводни за камион и секако градскиот метеж и како го тежнува функционирањето со едно вакво возило. Но за жал по сите разговори со наши колеги од тука и од странство додавме до заклучок дека една ваква опција е подобра затоа што добивме комплетно опремено противпожарно возило. Затоа што нашата замисла беше првично да едно пикап возило, па потоа да го надоградуваме. И сето тоа ќе повлечеше време и пари, и затоа се одлучивме за една ваква варијанта кога да речем со еден удар две муви, така да добивме комплетно опремено противпожарно возило, спремно од самиот момент кога влезе во кругот на територијална противпожарна единица да биде ставено во функција на гасење пожари. Гледаме дека сега е заштитено во еден од објектите овде каде што се наоѓа вашето седиште. За да може да интервенира ова возило треба да биде наполнето со вода во текот на зимниот период, би рекол, а да не замразне. Што планирате, како во наредниот период да реагирате за да го обезбедите тоа? Па самото возило е опремено со греач на неговиот танк. Меѓутоа во моментот не е наполнето со вода затоа што температурите веќе почнаа да паѓаат под нулата, затоа што територијалната противпожарна единица смета дека во периодот има доста расположливи останати возила со кои можеш да действуваат, така да речеме ова возило оставено како второ или трето навално возило во некои поголеми пожари за действување, така да не е проблем да биде ставено во функција затоа што се полни за некои 5 минути и во тој случај
ќе може исто така да биде ставено во функција. Спомнавме меѓу проблемите што во градот па и во населените места се актуелни е што не постои соодветна хидранска мрежа или не е доволно расширена за да не мора возилото да се враќа, да се полни, туку да се действува на лице место. Дали заедно со територијалната противпожарна единица би размислувале да се изготви некаков проект, можеби во иднина да се предложи до општината за да се расшири таа хидранска мрежа? Хидранската мрежа е и tekako потребна за гасењето на урбаните пожари. Ние минатата недела со територијалната противпожарна единица направивме една акција за проверка на целиот хидрантен систем на територија на општина Кочани. Можам да кажам дека хидрантниот систем на територија на општина Кочани е на завидно ниво. Има некои мали ситници кои треба да бидат отклонети, меѓутоа не се причинители за нефункционирање на истите. Може би фали некоја рачка на поклопак, може би негде фали продужеток, меѓутоа сето тоа е многу малце, да речеме, доколку би имале нефункционална хидрантска мрежа да го имаш, а да знаеш дека не може да се потпреш на него. И сега проблем во Кочани се само повисоките зони. Хидрантската мрежа ни е распространета долж реката, новата населба Прокарка и генерално тука се околу 24 хидрантски приклучоци, што сметам дека се доволни, но меѓутоа голем проблем имаме со повисоката зона, односно перифериите на градот, повисоките места, каде што нема апсолутно никаква хидрантска мрежа. Со тоа ние секако нашите забелишки ќе ги напишеме и ќе ги адресираме до општина Кочани и до комуналното јавно предпријатие Водовод да се отклонат и тие мали ситници за да се доведе хидрантската мрежа во безпрекорност и да биде ставено во целосна функција на користење на противпожарната единица и на доброволното противпожарно друштво. И сега после година и неколку месеци кога би се вратиле на почетокот, кога целата ова идеја се роди, дали лично би ја повториле повторно и би се зафатиле со ваков проект? Па, генерално мислам да, затоа што најпрвен имав поддршка од својата фамилија, најблиските, и после целата ова измината година и сето ова сработено, да, немам причина да речам дека не би ја повторил идејата, затоа што јас и претходно ја знаев суштината на имањето на вакво доброволно друштво, затоа што не дека сме направиле нешто што ние сме го измислили. Значи, цела Европа функционира на еден ваков систем, значи со доброволни противпожарни друштва, со доброволни пожарникари, така да ние само применуваме како и во се останато една европска пракса. Така да, тврдам дека ќе се и пак би се зафатил со истата проблематика и дека исто вака со исти ентузијазам би ја работил истата работа. Поттикнавте граѓанско действување, кој што би рекол го имаше активно во Кочани, меѓутоа со вашето доброволно противпожарно друштво иницирате формирање на слични друштва кои што ќе помагаат на заедницата. Мислам на спасителски и такви. Да, наша цел исто така беше да го со нашето формирање, со нашето функционирање да го подигнеме целокупното волонтерство во државата, затоа што кај нас знаете дека работи од кои немаш личен бенефит многу лошо се прифатени од заедницата. Меѓутоа ние покажавме дека без никаков надомес, без лични бенефити, без никакви лични заработки можеме и да работиме и да помагаме и да бидеме да се наметнеме како еден нов јавен сервис на граѓаните. Да, после нашето формирање, ние лично помогнавме да се формираат и уште неколку доброволни друштва во Каменица и Делчево,
во кои сме со цело време во позитивна комуникација. Тоа се исто така луѓе, ентузијасти како нас кои препознаа во нас една добра идеја, која сакаат да исто прерасне во едно движење во нивните градови, да и тие бидат од голема корист за нивната општина. И мислам дека доправа ни предстои период, односно години, кога целата ова наша идеја ќе биде прифатена од целокупната држава, односно ќе има се повеќе и повеќе волонтери, се повеќе и повеќе луѓе свесни за тоа дека ни се закануваат климатски фактори, односно промени, дека секоја од година во година сите тие елементарни непогоди ќе бидат во поголеми размери и со тоа ќе треба поголема човечка ангажираност, ќе треба поголема подготвеност, ќе треба поголема техничка спремност и се надевам дека оваа порака што ние пренесуваме со целото наше работење ќе добре до многу пред се млади лица и со тоа ќе можеме ова наша идеја да прерасне во едно многу поголемо движење, за да можеме да воспоставиме еден систем кој дефинитивно ќе биде можеби еден од ретките кои ќе функционираат. Од име на заедницата ви посакуваме успех и да ги реализирате зацртаните задачи и што помалку интервенции, би рекол, во наредниот период. Тоа се секако и наши желби, да имаме што помалку интервенции, а да имаме што повеќе обуки, да имаме што повеќе опрема, да се надоградуваме, да растеме. И јас оваа прилика ќе искористам на сите граѓани на општина Кочани и нашите соседни општини во кои доброволно противпожарно друштво действува, да им ги честитам новогодишните и божикните празници и да им посакам убава и плодна наредна 2023 година.